Почитувани, добар ден. Ја започнуваме црвена линија. Денес е светски ден за безбедност и здравје при работа. Ден кога се слави правото да се работи заштитено, без страв од несреќа. Секој ден 7500 работници во светот умираат од повреди или болести поврзани со работата. Тоа е еден човек на секој 11 секунди. Само во 2024 година над 3,2 милиони животи згаснаа на работното место. Европа не е исклучок со 3200 годишни смртни случаи, а Македонија бележи преку 5000 работни повреди годишно. Но колку од нив никогаш не стигнуваа до официјалната статистика? Еден од 5 работници не пријавува повреда при работа, за да не биде прогласен за проблематичен. А кога ќе реши да пријави повреда, формуларите се подолги од вовед во докторска дисертација. Жените се 35% поранливи на повреди, бидејќи заштитната опрема е дизајнирана за мажите, а младите од 18 до 24 години се 40% повеќе поизложени на повреди, затоа што искуството се стекнува со лузни. Економскиот губиток, дури 4% од глобалниот БДП се трошат на последици од несреќи на работа, но и покрај тоа многу компании се уште веруваат дека заштитната опрема е прескап луксус. 40% од фирмите немаат план за итни случаи, што во пракса значи спаси се како што знаеш. Некои менаџери мислат дека личната заштита е трошок, но затоа ја носат задолжително за фотосесија за во медиуми. Сигурноста на прво место останува само слоган. Во реалноста редоследот на важност оди вака. Профит, профит, профит. Па можеби безбедност. Но не е вината само кај работодавачите. Најголем дел од вработените не знаат каде е првата помош, но затоа сите знаат каде е кафематот. Статистики за безбедност има, но за жал во неа се бројат загубени животи. Затоа денеска темата во црвена линија на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа е: безбедност не е трошок, туку обврска. Дали доволно се вложува во заштита на работниците? Тоа на што ве прашуваме денес, но ве прашуваме и дали на вашето работно место има јасно истакнати безбедносни процедури. Со да и не ова прашање можете да го одговорите ако најнапред не заследите нашиот профил е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм, што поскоро кликнете на Инстаграм стори и одговорете го ова прашање. А еве како изгледаме таму. Сега кога имате две полиња, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, дали е тоа да или не. Истото тоа ќе го направите и на Инстаграм стори, повторувам, на телевизија Телма, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме стандардно како и сегогаш конкретно ова издание. Секако сите сте добре дојдени, особено оние кои што се во активен работен однос, што значи еве од прва рака ќе можете да дадете одговори на нашите прашања. А за да учествувате во црвена линија, доволно е да го завртите нашиот добро познат број 02-307-005. Секако, она што е приоритет, а најверојатно кај нас се уште е далеку од обврска и приоритет, е безбедноста и здравјето при работа. И како што укажа црвена линија во текот на најавата, она што е интересно дека одговорноста не паѓа само на работодавачите, туку понекогаш и ние нели во работен однос забораваме на тоа колку е важно и приоритет да бидеме безбедни и сигурни да се грижиме, се разбира, за нашето здравје. Што значи дека можеби многу малку од нас, ако си презнаеме реално, знаеме каде стои првата помош или се оно што е неопходно да го користиме за да се бидеме безбедни во текот на работата. Токму од тие причини еве очекуваме на 02-307-005 сите вие кои што еве имате нешто да ни кажете, особено да дадете одговор и да ги споделите вашите ставови. Не заборавајте, денеска е секако темата во црвена линија, безбедноста, се разбира и заштитата на здравјето при работа. Односно, дали сметате дека доволно се вложува во заштита на работниците?
И се додека очекуваме некој од вас се разбира и ве поканете се оние кои што се во работен однос, може би работите и ризични, сте на ризични работни места, секојдневно се разбира изложени и на ризик по својата безбедност и здравје, очекуваме еве што би се рекло од прва рака да ни ги дадете одговорите. Но ако сакате да учествувате во црвена линија, секако ќе ве потсетам дека тоа можете да го сторите и преку социјалните медиуми. Зошто го велам тоа? Затоа што нашата тема редовно се објавува и кога станува збор за Facebook, што значи доколку сакате да земете активно учество во црвена линија, односно да дадете удел во оваа денешна дискусија и да ги споделите одговорите и со нашите следачи на Facebook, заследете не на профилот на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија. Редовно ги објавуваме темите, така да секако коментарите, како и секогаш, ќе бидат прочитани меѓу вклучување на гледачи. Јас мислам дека што поскоро можеме да започнеме, а секој од вас може би бил дошеве и работен век, зависно од тоа која е вашата работна задача низ работниот век. Дали еве сметате дека може би се изменија работите кон подобро или остануваме повторно нели онака какви што сме најчесто, а тоа е да безбедноста и здравјето при работа, наместо да го сметаме како приоритет, всушност редоследот на нештата кога станува збор за работата е, како што и укажавме, профит, па може би безбедност. На 02307-005 јас ќе се обидам да слушнам дали имаме некој на линија. Добар ден. Добар ден. Па еве безбедноста не е трошок, туку обврска. Нема ни Б од безбедност. Работодавачите не го ценат воопшто трудот на работникот. Го е сапат како куче. Денеска кучето повеќе го е сапат него ли работникот, а тој му предонесува се. И делник и празник да му работиш. За нив ништо не важи. Те малтретираат до крај. Додека кака душта, вика, додека чука срцето има да работиш. Не си дошол тука да те гоам, туку ребра да ти броам. Нема денеска, никој не те почитува, не му е гајле. Да те види некој да умираш за леп, па не ти дава една чаша, една лъжичка вода не ти дава. И дома кога се отидат работниците преморени, не знаат, едва одат до креветот, преморени, едва го фаќат креветот од премора, а се понашат повеќе од како джелати. Не се тоа газди, туку душовадници. Душата им ја вадат. И едни со други, иако работат во иста фирма, не смеат да си проговорат, и како да не се познаваат. Надвор што ти речат, а во холосмислом ки што работат, не смеат. Благодарам за тоа што ги споделивте вашите ставови и одговори со гледачите на Црвена линија. Практично продолжуваме со оваа дискусија. Благодарам до гледачката и потсетување секако да остане со нас. Продолжуваме. Добар ден. Дали се слушаме? Најверојатно денеска можеби еве ќе ве потсетам што се однесува до линиите, се активни за вас. Ќе потсетиме особено за оние кои што еве за прв пат ќе посакаат и ќе бидете заинтригирани од денешната тема да се вклучите во Црвена линија 02307-005 и ве замолувам, особено оние кои што еве досега никогаш не сте се јавиле во контактна емисија, а ќе посакате и ќе бидете дел од оваа Црвена линија, не заборавајте техничко правило задолжително да се намали тонот на ТВ приемникот. Продолжуваме со вас. Добар ден. Убав ден. Безбедноста на работниците воопшто не е загарантирана. Јас живеам во центар, тука кај што се кај Веро Чамбал. Никаква облека, никаква заштита, ни едни, ни други, ни трети, ни пети, ни десети. Срамота. Се додека не се донесе закон кој што ќе биде валиден за сите, тогаш ќе има безбедност. А се додека приватниот сектор нема закони, така ќе биде лудница.
Само оваа држава треба закон да донесе, а не да се прави како што сака. Да толку од мене и сакам да кажам дека закони може има, не се спроведува. Тоа е најголемата трагедија кај нас. Најголема трагедија, а после утре нити се полни заштитени во синдикалните школи каде што работат. Треба да има синдикат за да може да ги заштити. Исто и да ни кажете дали ви се чини дека и работниците имаат самосвест во однос на тоа колку е приоритетно да се грижат за својата безбедност. Па работниците се грижат, може дале предлог, али кој им го усвојува? Работодавецот треба да го усвои тоа. А не работник кој ќе каже и после ќе му рече да иди таму работи, ќе ти симнам дневница. Ајде, ви благодарам многу. Големо благодарам и велиме и ние. Сега го останете со нас и продолжете да го следите ова издание на Црвена линија. Кога зборувам за учество во Црвена линија, ве потсетувам оние кои што нема да успеете да се вклучите во живо, а секако може би ви полесно преку коментари и споделувања. Оно што ви треба е Facebook, заследете го профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија и ве како изгледаме, односно како изгледа денешната објава на нашата тема. Безбедноста не е трошок, туку обврска и дали според вас е доволно се вложува во заштита на работниците. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, повелете. Се слушаме. Да, повелете. Видете, безбедноста, дали е трошак. Јас би рекол, само 10% е застапено. Ништо повеќе. Затоа што приватниот бизнис, тој се гледа само да земи, а не дава. А исто и тие државните фирми, што се исти за никаде себе, што сите гледаме на Мегда што се случува, по згради не се пентерат натака навака, нема ни заштита ни ништо. Заштита. Кој треба? Имаме ли инспекции? Тие трудови инспекции, какви се тие инспекции? Да отидат да прошетат, па да ги казнат. Казнуват оној што не направил прекршок. А денеска слушав некој полицаец сопрел некој и овој по телефон се јавува, ќе го казнеле него што го сопрел. Полиција ќе би казнета, зашто го сопрел. Па така и овие. Кога срамоте што се... Ај, нешто да кажеме што е позитивно? Нема. Све е аут, све е минус. Позитивно ништо не дишите. И сакаме државава разведима. Срамота ова што се случува. Ова што се случи во Кочани, што е тоа? Заштита? Никаква. Никаква. Институциите, министерствата, полицијата. Благодарам за вашето учество и одговорите во Црвена линија. Уште една напомена, секако не заборавајте да внимавате и на тајмерот, го објавуваме на екраните, со оглед на тоа што едно јавување временски трае 90 секунди. Но и доколку сакате да се надополните, секако нашиот број е отворен за секој од вас кој што сака нови 90 секунди. Продолжуваме понатаму, подсетуваме дека денес е светски ден за безбедност и здравје при работа, ден кога се слави правото да се работи заштитено и тоа без страф од несреќа. Па еве, според вас, дали доволно се вложува во заштита на работниците, дали сме доволно и самосвесни и одговорни кога станува збор за безбедноста при работењето, како за работодавачите, така и свеста кај работниците. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум во Црвена линија? Да, ве слушаме, во Црвена линија сте. Сега вака, најнезаштитени се земјоделците во Македонија, поготово земјоделските производи. Значи, затоа младите не сакат да работат. Сите се магистри и доктори на науки. Значи, до прва ќе поскапуваат земјоделските производи. Значи, сите магистри и доктори на науки, нема кој да работи земјоделие. Ама еве, кажете ми, еве, кога зборуваме и за земјоделиите... производи,
Дали ме слушате? Еве и кога зборуваме за земјоделието како професија, самите земјоделци еве внимаваат ли на безбедноста при работа? Како се заштитени? Не се обезбедени земјоделците, господјо. Значи да се доискажам. Значи без пари никој седва гројдето ова година, 2 децени овај олигарсов Цвето Јанев го унишил во цела Македонија и тебе кривиш да приема министерот да оде на терен, а да не седи во канцеларија. Значи тие Цвето Јанев го униши Вака сега, јас... земјоделието во здравството во Македонија. Значи, и ова влада тебе најмногу да инвестира во аграрот. Македонија е аграрна земја. И тие министерот да не седе во канцеларија, туку да оде на терен. Во Ростран има една фабрика Скок Трейд. Така, благодарам многу. Разбираме секако она што го споделивте со гледачите, но она кон што денеска цели црвена линија да ги слушне вашите одговори. И како вработени можете да се вклучите и како работодавачи. Секако денеска зборуваме за тоа што е Светски ден за безбедност и здравје при работа, а тоа значи дека денеска црвена линија става акцент на тоа колку сме свесни и колку доволно се вложува во безбедноста на работниците. Затоа продолжуваме понатаму со вас. Све молиме да се држите до темата. Добар ден. Добар ден. Ева, господине Љупчо, се внимава ли на безбедноста при работење? Па видете, јас ќе ви кажам 2 примера, па вие оценете и вашите колеги новинарите и граѓаните нека оценат како се внимава. Видете, мојот кум е во Мелбурн, во Австралија. Работеше во фабрика за рециклирана пластика за изготвување на филм лента за правење овие паковки. Пошто е стар работник таму, во старата фирма се заглавила машината и без да користи заштитна опрема, се качува да го одглави процесот за да не трпи фабриката. Поминува супервизорот и другиот ден добива отказ, да ви кажам право. Сега не работи веќе таму. Во 96 година бев на синдикално советување и дојдоа германци, овие во нашиот синдикат и ни објаснија системот. Во Германија работодавците уплаќаат посебна сума на пари во фонд за осигурување од несреќа при работа. Така да секоја година им се салдира колку имаат несреќни случаеви на работно место, другата година им се зголемува висината на уплатата. Така да они самите го контролираат тоа дали се почитува заштитата при работа или не се заштитува при работа. А кај нас се мислам тотално свртено на опачки. Ние бараме самите работници. Значи човек ако не го принудите, тој нема да почитува закони и прописи. Значи мора да го лупнете, да го казните, затоа е турчината дека владел 5 века. А кој ќе го принуди ако не оној што го плаќа или оној што треба да плати оштета за него? Па вие сега извадете поука како е на запад, како е кај нас. Толку пријатно. Благодарам за вашето толку. Секако останете со црвена линија. Допрва ќе следуваат, верувам, нови одговори. Еве, сакаме од вас денеска да слушнеме дали доволно се вложува во заштитата на работниците, мислиме на заштита при работа и секако здравје и безбедност на работниците. Колку сме свесни и колку даваме приоритет во однос на безбедноста во процесот на работењето. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете, ве слушаме, црвена линија. Вака сега. Дали се вложува во заштита ХТЗ, значи тоа. Ништо не се вложува. Бизнесмените кај нас тука гледаат само кајмако да го собираат и масто да ја бадат на вработените. Значи, све бетер иде работникот, со човек, значи човек што работи у една фирма не е битно. И вика и у сабота и у недела работиме како црнци. Па добро бе, дава ли нешто екстра пари, викам тој. Не бе, вика, толку е 30.000. Па што му работиш? Убаво рече Љупчо, до нашите, до работникот е тезгере, у прав смисол на зборот, затоа што не знае да си ги бара своите права. А и ако се појави некој да си ги бара своите права како работник, ќе го обструираат неговите колеги.
може и да го направат ненормален, ќе речеш што бара бе овој преку лепи погача, бе чути добре што дава овој плата, па уште му текнало кондори заштитни, панталони заштитни, заштитна јакна нешто или било што, блуза. Самите сме си ние кабајат со газди вака не возат како лудаци што се вика не возат. Ајде поздрав пријатно. Голем поздрав и до вас, секако останете со нас. Продолжуваме со вас, почитувани. Денес Црвена линија прашува дали доволно се вложува во заштитата на работниците, со оглед на тоа што денес е и Светски ден за безбедност и здравје при работа, ден кога се слави правото да се работи заштитено и без страв од несреќа. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Благодарам. Сега вака за безбедноста во работата. Овие што се гази, тие не мислят на луѓето. Мислят само за себе. Ни заштита имаат работниците ништо. Тие се како измеќари. Знаете што беа измеќари порано? Ама измеќарите пак поче беа поштовани од овие што се поштове сега. Безбедноста треба да ја возберат овие газдите на фирмите, а не сами да купуваат безбедни работи. Сега немат ред во државата. Работниците работат за нивна корист, а не да земат пари и да се заштитат. Треба сами да купуваат заштитни работи. А во време на Југославија не беше така. Државата ги купуваше тие заштитни работи. И му даваше плата, и добра плата, и све. Поздрав од Роме од Бижева. Поздрав и до вас, господине Роме. Благодарам за учеството. Останете со нас. Подсетувам, пишувајте коментари, споделувајте. Фейсбук Црвена линија и Телма телевизија на Фейсбук. Во скоро време ќе започнеме токму и со вашите одговори на Фейсбук во однос на прашањето на Црвена линија за денес, а тоа дали доволно се вложува во безбедноста и заштитата на работниците при работење. Добар ден! Ало, добар ден, Чинче, поздрав за тебе. Големо благодарам, поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Безбедност не е трошок, туку обврска. Па тоа е нормално дека е обврска, не е безбедност. Ако не е обврска, нема никој ништо да го обезбеди работникот со заштитна опрема. Секој би требало газда на фирма, се газди, не се више државни, да го приватни, они сега гледаат само маса да им не изведат, а не да ги обезбедат со обврската што ја имаат према вработениот. Они чак не ги плаќаат пуно работно време, ги осигуруваат на пола работно време, а тоа рештото го користат за својот джеб. Тоа исто не е правилно. Дали доволно се вложува во заштита на работниците? Не се вложува ништо. Да се вложува, значи има проблем, че биде секој вработен према работното место обезбеден, да нема повреди на работно место, да не се доаѓа до несакани неприлики, него да се води сметка за работникот да биде заштитен. Ако е заштитен, он ќе биде нон-стоп на работа, нема да осасува да зима боловање. Тоа боловање они многу малку го плаќаат, уместо да се плати 100% ако е повреда на работно место. Што е да биде работник на граѓевина. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. И како што укажав, значи сега почнуваме веќе и со коментарите. Пристигнаа коментари, па ќе почнеме со она што го напиша госпоѓа Васка Никова. Не се заштитени и во недела се работи. Треба сите градежни фирми да се прочешуваат. Продолжете, пишувајте, ќе читаме коментари во продолжение меѓу вклучување на гледачите. А сега вклучуваме се разбира некој од вас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Вашата екипа. Повелете. Вака,
Нема ништо заштита. Работникот е работник, а на него без пари, он работи без пари. Прво нему е осигуран од животот да се качи на скеле. Дали он ќе спадне од скеле, тоа е знак питање. Ама важно, кажуваат дека се заштитени, а како се заштитени, ја не знам. Нема, порано се имало. Ако се исечам, јас сум била работничка, ако се исечам, мене ми даваат заштита. И ми плаќаат за тоа што сум исечена, а сега нема. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам ви, велиме и ние. Покуси од предвиденото, но секако доволно јасни. Доволно е да се посети страната на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Безбедност и здравје при работа. Безбедноста и здравјето при работа представува едно од основните права на работниците, што е утврдено како такво во рамки на конвенциите на Меѓународната организација на трудот, во законодавството на Европската Унија, Европската социјална повелба на Советот на Европа, а истото е загарантирано и како право и со Уставот на Република Северна Македонија. Областа на безбедност и здравје при работа како исклучително комплексна и пред се мултисекторска и мултидисциплинарна област е регулирана со поголем број на законски и подзаконски акти. А за низината примена и имплементација неопходна е интензивна координација, комуникација и соработка помеѓу различни државни институции, органи, социјални партнери и останати релевантни субјекти. А денес Црвена линија прашува дали доволно се вложува во заштита на работниците. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во Црвена линија сте. Дали се доволно вложува во заштитата на работниците? Ја мислам не се вложува доволно. Прво и прво, не му е само профитот му е важен. Профитот му е важен на газдите и на државата, а никако да ги заштити работниците. Еве, државата во државни фирми што работат, има договор на дело. Со години медицински сестри и доктори работат со договор на дело. Медицински сестри има околу 1000 во Македонија кои работат со договор на дело без социјална заштита, без пензиско осигурување, без здравствено осигурување. Па кај го има тоа? Значи државата го крши законот. Ако е запусти еден месец треба да го заштити здравствено да плаќа и пензиско. Како 5 години работи со договор на дело, државата не му плаќа пензиско и он кој се заврши со работа, како? Од кај ќе земи пензија? Кај ќе најди она? И фирми некои така прават, не ги пријавуваат со доволен број работни часови, туку по пола работно време и пензиско слабо се плаќа пола. Затоа ни бегаа медицинските сестри и доктори во странство. Никако, значи и во јавни предпријатија и во она, тоа се практикува. Зошто државата го прави тоа? Благодарам за учеството и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Ке подсетиме дека повторно или на страната на Министерството за социјална политика, демографија и млади веќе од 2023 година во период од 2 години до 2025, односно заклучно и оваа година, се спроведуваат кампањи. Кампања за здрави работни места 2023 до 2025 година, а оваа година всушност фокусот е во подигнувањето на свеста за предизвиците по безбедноста и здравјето при работа поврзани со дигиталната трансформација на работата и употребата на дигиталните технологии во секојдневната работа. Дали доволно според вас се вложува во безбедноста на работникот, работниците? Добар ден. Добар ден. Повелете. Повелете, ве слушаме. Сега вака, работниците во градежната мафија не се заштитени.
за минимални плати работат. Поготово оние кај Holiday Inn и кај онај бившиот Саем, тие згради што се правени. Значи тие огромни пари зема таа градежна мафија или урбана мафија да наречеме, за минимални пари работат и воопште не се заштитени тие работници, градежните работи, поготово во Скопје. 60.000 стана има така направено, така стоат заклучено, наталитет нема, тамо кој ќе живее и значи ова власт себе да преземе најстроги мерки према градежната мафија и таа урбена мафија. За минимални пари работат од сабале до вечер, поготово кај Holiday Inn тие згради што се прават и кај Континентал, онај бившиот Саем што беше и на поготово во Скопје тоа. Тоа е најголем проблем во Македонија, тоа е рак рана. Значи таму тебе централната власт да стави рака на тие луѓе да му поднесе кривичните пријави и да ги уасат и тие поготово на општина центар и од ВМРО и СДС што му дават. Ке подсетам, внимавајте, таймерот е 90 секунди. Благодарам многу за одговорите. Подсетуваме, Црвена линија денеска зборува за безбедноста при работење, како и заштитата на работниците, па оттука со оглед на тоа што е светски ден за безбедност и здравје при работа, ве прашуваме дали доволно се вложува во заштита на работниците. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете во Црвена линија. Безбедноста не треба да биде трошак. Безбедноста треба да биде обврска на работодавачот да му го обезбеди работникот со заштитни средства, значи и да не го тера да работи повеќе од колку што може организмот да изгледа. Не случајно е донесено 8 часа работа, 8 часа спиење и 8 часа одмор. Значи, повеќе од толку не. Ако во одредени случаи може и треба да некоја работа се заврши, значи да остане и повеќе, но за сметка на тоа треба да го плати. Во работата мора да има шлем, заштитно одело и защити, кондори и така натака. Значи, сепак треба да биде во прединство работникот, а не работата. Затоа што работата, ако не денес и утре ќе ја свршиме, ама работникот ако го изгубиме денес, тој поќе нема да се врати на работното место. А газдата, значи, ќе направи сите усилби да биде работникот крив затоа што паднал од скелето, значи, има заштитни средства, ама не ги користил. А дали не ги користил, тоа, значи, треба нашиот синдикат да оди по градежните фирми, да гледа како работниците работат. Значи, дали се заштитени во работењето. Ако не се заштитени, треба самиот синдикат да поднесе пријава до судот зашто тоа и таа фирма не ги заштитува работниците. Ке подсетам, тајмерот одбројува 90 секунди. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Ке подсетиме дека во фокусот на оваа широка кампања која што се спроведува во областа на безбедноста и заштитата при работа, која се реализира во сите земји членки на Европската Унија и земјите кандидати за членство, всушност фокусот ќе биде и за подигнувањето на свеста за предизвиците по безбедноста и здравјето при работа поврзани со дигиталната трансформација на работа и потреба на дигиталните технологии во секојдневната работа. Па и со напредокот и дигитализацијата на работните места секако постои ризик по здравјето и безбедност. А еве за на какви ризици и предизвици е изложен во дигиталниот свет работникот: појава на стрес, социјална изолација, влошување на психосоцијалното здравје и така натаму. Предностите на дигитализацијата можат успешно да се користат само доколку и со ризиците се управува на соодветен начин. Така да денеска Црвена линија со оглед на тоа ве подсетувам за оние кои што подоцна се вклучите. Денес е светски ден за безбедност и здравје при работа, па од тука и прашуваме дали доволно се вложува во заштитата на работниците. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. За работникот. Што кажа претходниот
говорник. Исто сум и јас за тоа. Кој може ќерко да работи денеска 12-13 сати непрекидно? Секој од месо и од крв. 8 сати е доволно. Не, за тие пари закачи го од 5 сабале до вечер до 7 сати. Кој може да издржи така? Ај некој што е, еве да речеме, како вие што сте под заштита, под сенка, ами ние што е насонце летото, земјоделецот, може ли да издржи 14-15 сати? Душата дава, и тоа плюс кујна никаква немат, никаква заштита, прво гладен е. Сабајле ако земе едно парче леп, ќе го касни, ќе го појади, ами до вечер до 8-10 сата гладен. За тоа никој не зема обзир. Прво гладни одат, гладни работат работници. Греота е воа што го прави државата. И тоа тамо треба да се одзира. Секој работник има ли кујна, нема ли кујна. Намо е во прашкови препарати, да се затрува се. Дали е тоа се? Благодарам еве што вашите 90 секунди ги исполнивте со одговори. Секако до сега можевте сите вие и да слушнете што се кажа гледачите кога зборуваме за заштитата и безбедноста, но и здравјето на работникот во рамки на своето работење. Па дали доволно се инвестира во безбедноста на работниците? Добар ден. Ден, дали сум во програма? Да, повелете, ве слушаме. Вака. Јас сум во програма. Да, ве слушаме, продолжете. Вака, се јавува собственик на фирма за заштитна опрема. Што продава заштитна опрема? Значи, повеќето ви се јавуваат пензионери, појма немаат што зборуваат. Да не ги навредуваме, да ве слушнеме вас. Не ги не навредат, значи се збори од паушално. Мислам, муабетот денеска е сосема друг од пред 20 на години, нели, кога се формираше државата. Јас работам 18 години заштитна опрема и можам да кажам дека работниците имаат сега многу поголеми права и многу се вложува во заштитна опрема. Значи, во наш интерес е нормално, јас нема да лажам, затоа што во мој интерес е да се продава заштитна опрема. Така да се зборуваат на памет, фирмите сега вложуваат многу во заштитна опрема, дури кога прават нарачки, пример, ако се 50 работници, сигурно стават уште 5-6 комплети плюс, доколку дојде некој нов веднаш кој ќе почне со работа, нели да си биде облечен и заштитен. Во врска со платите за градежните работници, јас можам да се кларам дека испод 50.000 градежен работник сега нема, затоа што нормално нема работници и сите тие работи, дека се со минимални плати и све тоа нема врска. Тоа имам да кажам, значи луѓето зборуваат на памет. Благодарам. Во мој интерес, нели, нормално е за да се продава заштитната опрема повише. Благодарам, особено ни е драго еве што вие сте вклучени директно низ вашиот работен век во однос на областа врзана за безбедноста и заштитата на работата. Секако ве молам, без разлика дали се сложувате или не се сложувате, само немојте меѓусебно да се коментирате или негирате. Секој е добре дојден се разбира да го каже своето мислење, своето видување и благодарам многу за гледачот еве што се вклучи во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас да еве слушаме токму од вас дали сметате дека доволно се вложува во заштитата на работниците. Меѓу другото ќе потсетам се разбира, одговорите можете да ги дадете и на Facebook, кога станува збор за профилот на Црвена линија, темата е објавена, така да јас ќе се обидам да продолжиме со гледачите во живо. Ако во меѓувреме чекаме некој од вас, велам добре дојдени, особено оние кои што се во работен однос, кои што се директно засегнати, можеби некој од вас еве работите и ризично од областа на безбедноста, поризични професии, па еве од прва рака можете да ни споделите каква е состојбата на теренот. Добар ден, ќе кажам. Ало? Добар ден.
Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видите, овој што ви се јавува овдека нема да отвори многу на памет, пошто сум директно бил врзан со, да не кажем, со ЗНР, со заштита при работа. Во Белград работев во фирма Ниро Заштита Рада, тоа беше на ниво на Југославија. Сега многу нема да зборам, 28 април беше ден, 28 април овој ден беше ден на ЗНР-то. Во Белград, во Сава центар се организираат симпозиуми на ниво на Федерација на Југославија. Што представуваше суштински тој симпозиум? Таму доаѓаат сите референти од ЗНР, било од која професионалност, и кај што се изнесуваат многу големи искуства и како за индивидуална, така и за колективна заштита, да си кажем отворено. Постоеше институт за заштита работа во Ниш, Едвард Кардин, каде што сум бил. Сега ова фирма која што јас ја спомнав, кај што бев, таа ги, да не кажам, сублимираше сите тие искуства и ги после преку брошури и преку разни ови, како се викат, материјали, ги префрлаше, односно ги репродуцираше на луѓето, на народот кој што се купува. Постоја два месечни изданија, два вестника кои што се вика едниот препород, другиот заштита на работа. А за таква заштитарска опрема, овој господи што се јави, Ватроспрем беше прва во Југославија. Таа произведуваше од оние кои што ќе влезат во лабораторија со дозеви, до оние кои што ќе влезат во рудник со заштитни маски и со било кој друг ХЦЗ материјал. Так? Правилото 90 секунди автоматски се исклучува можноста за да се продолжи со споделување на одговорите. Благодарам многу до гледачот. Сега го ќе подсетам се додека траеме, добре дојдени сте и за повторно вклучување, не ве лимитираме во однос на тоа. Ќе ве префрлам на Facebook, имаме поприлично доста коментари и ќе продолжиме со коментарот на Тихи Дон, кој што напиша: најдобар пример за заштита и безбедност ви е дискотеката од Кочани. Што ако ги знаат правата, кога ќе дојде инспекција, работникот е крив, кого да тужат? Вахул во Белгија плата до 4000 евра, овде 40 до 50.000 денари. Благодарам многу Тихи Дон за одговорите. Продолжете да пишувате, а секако продолжете и да го вртите нашиот број 023070005. Добар ден! Ајде да видиме дали ќе имаме некој што поскоро на линија. Сега ако бидете... Еве, добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Јас сум во програма? Да, повелете. Благодарам. Во Кочани не требаше облека, таму требаше опрема во самиот објект, што е слично, ама не е исто. Само да не се повтори. И јас мислам дека, за разлика од пред 10 и повеќе, 15 години можеби, како поминува времето, дека работниците добиваат почесто заштитна облека за време на работа, во зависност од тоа кој со што се занимава и соодветна облека, чевли, секако капи и така натака. Сега, тоа малку зависи до работниците, не само до работодавачот. Некаде тие и да имаат, не сакаат да носат. А си одат со своја облека и со свој чевли, со патики и така. Инаку, мојот син работи со облека која што му ја даваат од работа и треба да ја носи. Меѓутоа има денови, поготово во петок, која сака да остане, не облекува таа облека. Што значи, ви кажувам искуство, малци до работниците. Инаку, а и треба и да си бараат. Затоа треба секоја фирма да има синдикат. Па синдикатот треба да бара заштита за работниците. Колективно доди во предпријатие, зависи од бројот. Без разлика колку се. Некаде може би се и 10 лабораторија некоја, ама тие сигурно имаат заштитна облека. Затоа што не може да влезат во лабораторија да работат без таа облека. Значи, мора да има, а мора... Колку што... Јас мислам вината... 90 секунди правилото. Благодарам и вам за одговорите. Одиме повторно на Facebook. Продолжуваме со коментарот на госпоѓа Маргарита Прокик. Еве што напиша. Дали знаете во фирмите какви лица се задолжени за безбедност при работа? Овие лица кои се задолжени за безбедност при работа се многу потребни и треба задолжително сите
поголеми фирми да ги имаат. Да се провери зошто 2 години нема спроведено полагање за добивање на сертификати за безбедност при работа. Инспекцијата да не чека да имаме случувања како Кочани, туку да проверат која институција какво лице има за заштита при работа. Заштитна опрема ја имаат во фирмите, но колку се носи на работното место. Благодарам многу и вам, Маргарита, за коментарот и учеството во денешна црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добро, одиме понатаму, ќе секако продолжуваме со тоа што навистина пристигаат и многу коментари на Facebook, така да и тоа се одговори. Продолжуваме и со коментарот на Зоран Котев. Напишал, не ги интересира за работниците, само мислат за својот джеп. Славчо Цаци Малиновски е што напишал, да, заштитени се, затоа им одзема околу 50 на лиценци на градежни фирми, ама треба да продолжат инспекции во сите фирми, зашто се работи по системот. Мафијата додека владе, работникот ќе страда. Црвена линија денеска со оглед на тоа што е Светски ден за безбедност и здравје при работа, ден кога се слави правото да се работи заштитено, ве праша дали доволно се вложува во заштитата на работниците. Но кога веќе го гледаме времето, секако имавме уште едно прашање кое што е анкетно, и секако на Instagram стори прашавме дали на вашето работно место има јасно истакнати безбедносни процедури. Еве како се одговори. Со да одговорија 47%, со не 53%. Она што следува се рекламите, потоа повторно сме заедно во студио. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре во стандардниот термин ќе зборуваме на нова тема, нов предизвик, нешто што не засега сите. А околу состојбата со базенот Карпош и кој е одговорен за состојбата и всушност се што е врзано околу безбедноста и случувањата, секако во продолжение останете со Телма, следува рубриката Да си кажеме со Горан Петрески.